Како ја оценувате досегашната работа на премиерот Заев и министрите? Па не знам, има време, ќе видиме. Валјда ќе биде подобро. Меѓутоа, во моментот некои резултати драстични немаат. За мене е задоволително. Честитам за храброста. Значи, јас сум изненаден дека успеа и од моја страна позитивно. Министрите, кој како, не ги замени, ама работата и програмите мора да се исполнат. До тогаш има време, значи уште 3 години, ако не, се знае дека како што претходните, така и они ги бидат сменети. Луѓе што не даваат исполнување на ветеното, следува да бидат сменети. Тоа е неминовно. Секој треба да се научи лекцијата, таа е тоа. Катастрофа! Немој да ме прашуваш, тоа е катастрофа да си се откажуваш од сопствено име. Дедо ми погинал за оваа Македонија. За жал им треба време. Состојбата е толку сложена и тешка, длабока криза, за која година дена ништо не значи. Се што направи се на штета на македонскиот народ. Ја договорот Тирана што го прифати тиранскиот како се платформа, тиранската платформа. Ја договорот со Бугарија. Ја ова па сега капак со бугарите искуси. Значи, на националните интереси една невидена катастрофа, како да најголемите злосторници во историјата што биле, најголемите душмани, он е джелотот и тие што гласа за него. Што според вас е приоритет? Па сега до сега беше името, понатаму треба да биде економијата. Па ќе видиме како ќе биде. Во моментот економијата е некако у втор план. Името е у прв план. Ако се реши, Белки ќе почне да тера и со економијата. Ка мене кај ураѓање најбитно е инфраструктурата. Значи без инфраструктура воопшто нема. Значи комуникацијата за мене е на прво место. Потоа слободата на медиумите, да можеме луѓето слободно да зборуваат и критиките да бидат позитивни. Јас признавам позитивна критика и критика со аргументи. Сите политичари имаат право и сите граѓани да се окажат своето мислење. А луѓето базирајќи се на претходното свое искуство и свое знаење, ценат дали се издржани аргументите или се неиздржани. Предности се големи, огромни. Први, она криминална банда си замина, спречена е да плячкосува понатаму, барем за известно време, а овие верувам дека се добронамерни. Каков совет би му дале вие на премиерот Заев? Па дека економијата е најбитна, затоа што магарето не треба да го учите да не јаде па да остане живо. Треба на време да му се даде јадење за да може да остане така и народот. Треба прво да биде задоволна економската ситуација, луѓето да бидат задоволни од местото кај што живеат, за понатаму да се решаваат сите други проблеми. Сепак, ова е круцијално прашање, немачи 30 години би требало да се реши, ако се реши, али економијата ни останува стално. Таа е увек прва што треба да биде на агендата на било која држава. Бидејќи без економија нема држава. Што ќе работиме ние ако не можеме да обстанеме? Па да почна чекор по чекор. Први нека го средат правниот систем кој е у тешка рушевина. Не постои, буквално. Потоа здравството. Чекор по чекор. Тугото ќе си дојде на своје, али најпрвин тоа. Македонија не може да екзистира без правен систем по кој што се наоѓа. Не може, нема иднина. Да се повлече. Да се повлече, да отфрли све. Ништо друго. Да не се сложува за ништо, затоа што ние сме македонци од Библија запишани. И он сега ни го дал името, татко му ме крстил. Македонец па да ми го дава името и да ми го става на референдум. Во Библијата, нека ја прочита Библијата да види колку пати е запишано. Ако не ја прочитал, да ја прочита. И да види каде е запишано името. Па нема ја што да му давам совет. Најбитно е дека он е истрен. Тоа ми се допаѓа, човекот е истрен. Сите луѓе што имаат истреност успеваат во онакот. Кој со потешкиот пат, кој по полесниот, али битно е истреноста дава резултати. Колебливост е онакото за мене е срамно на кукавичло.